Советот на општина Кочани одржа 14-та редовна седница на која работеше по 27 точки од дневниот ред. Членовите на Советот ги усвоија полугодишните извештаи за реализација на програмите за работа во областа на располагање со државно градежно земјиште и за работењето на комуналните редари во општинската администрација. Предлог одлука за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Кочани, годишните планови за вработување на Средното општинско училиште Липче Сантов, Раде Кратовче и Марина Попиванова. Советниците ги прифатија иницијативата за изменување и дополнување на предлог статусот за изменување и дополнување на статутот на општина Кочани, измените на годишниот план за вработување на општина Кочани за 2022 и годишниот план за вработување на општина Кочани за 2023 година, како и програмата за работа на доброволното противпожарно друштво од Кочани, во врска со која побараа со следниот ребаланс да се обезбедат најмалку 300.000 денари од буџетот на општина Кочани за функционирање на доброволното противпожарно друштво. Усвоен беше извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за вториот квартал од тековната година. Во образложението за него беше истакнато дека во овој временски период капиталните расходи на основниот буџет се реализирани со 49%, што е показател за одлично извршување на вкупниот буџет. Советот не ја усвои измената на одлуката за основање јавно предпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување, но даде согласно за статутот на јавното предпријатие Светлина код 2022 Кочани. Едногласно ја повлече предлог одлуката за долгорочно задолжување на општина Кочани во деловна банка за средствата наменети за изградба на платформа за паркирање кај трговскиот центар Блок А, со заклучок за организирање поширока расправа со конструктивни предлози за определување локации за паркирање. Советот го прифати предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка со општините Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Кочани, Карвенци, Македонска Каменица, Пехчево, Пробишти, Причешиново, Блешево и го именува Венцо Бојков за член во заедничката комисија за подготовка на актите за воспоставување на оваа соработка. Членовите на Советот дадоа согласно за намена на инвестицијата и го потврдија како приоритет проектот изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште во Ризари, место викано Мал Мишјак, со заклучок до 31 август оваа година да се формира комисија за утврдување критериуми за реализација на инфраструктурни проекти. На 14-та седница Советот одобри примање донација за Друштвото за производство, промет и услуги ВТ Продакшн од Скопје, донесе решение за измени во ставот на неколку комисии согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите и одлучи работното време на угостителските објекти во Кочани да се продолжи за 2 часа на 10 и на 11 јули по повод празникот Петровден.